Почитувани, токму вчера, кога Груевски сакаше во лажиран медиумски настап да даде отчет за своето владење, го доби одговорот што всушност сработил во изминативе 4 години и на кое дередже ја донесе државата. Македонија, благодарение на него, стана каубојска држава, во која убиствата стануваат секојдневие. Среде Скопје, во период кога има врвулица од граѓани и во близина на група тинејџери, како во мафијашки филм, се случи ладнокрвно убиство, во кое беа убиени тројца, од кои еден вработен во МВР, телохранител на министерката Гордана Јанкуловска и баџанак на шефот на обезбедувањето на премиерот. Замислете, тој седел во ресторан со двајца дилери на дрога од Велес. Еден од нив со Прекар Ркул, од кој во февруари 2009 година беше уапсен и притворен во операцијата Велес, како продолжение на акцијата на австриската полиција. Ркулот бил член на така наречената франкфуртска мафија и за илегално оружје и поседување на дрога во март 2009 година доби 3 годишна затворска казна. Затоа Социјалдемократскиот сојуз јавно ги поставува следните прашања. Што барал вработен во 6-та управа на МВР, задолжен да се грижи за безбедноста на Гордана Јанкуловска, да седи со двајца дилери на дрога? Дали е нормално полициски функционери да ручаат со дилери на дрога, или можеби баџанакот на шефот на обезбедувањето на премиерот договарал некаков бизнис со нив? Безредието и хаосот почнаа да заземаат невидени размери. Вчерашното убиство представува потврда дека во Македонија веќе никој не е безбеден. Повеќе од се, докажа дека во овие 4 години на Груевски и ВМРО ДПМН криминалот и власта одат рака под рака. Затоа, најмалку што може да стори министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска е веднаш да си поднесе оставка. Благодарам.